денешните регионални вести ќе гледате. До крајот на неделава владата треба да донесе одлука за тоа како ќе се одвива наставата во второто полугодие, соопшти министерот Јетон Шаќири. Чести се повиците во женскиот центар за поддршка на жртви на семејно насилство во Тетово, кој започна со работа пред месец и половина. Повредени тројца пешаци во Тетовско Добарце. Министерот за образование и наука Јетон Шаќири при денешната посета на Државниот универзитет во Тетово соопшти дека до крајот на оваа недела владата треба да донесе конечна одлука за тоа како ќе се одвива наставата за учениците во второто полугодие од учебната година. Новоназначениот министер за образование и наука Јетон Шаќири денеска беше во посета на Државниот универзитет во Тетово, каде што оствари средба со ректорот на универзитетот како и со проректорите на институцијата. На средбата се разговараше за актуелната состојба во која што се наоѓа високото образование во земјава проследено со предизвиците наметнати од пандемијата со COVID-19, а меѓу другото беа истакнати проблемите со кои се соочува универзитетот. Ваквите состаноци или средби се со само една цел да сме поблиску до институциите, во конкретниот случај во високообразовните институции, за одблиску да ги слушаме потребите, проблемите, предизвиците, но исто така да ги слушаме и успесите што ги имаат сите високообразовни институции. Една од темите што беше во денешниот разговор беше и студентскиот дом, кој веќе е при крај, но за да биде готов за идната академската година, треба уште средства. Министерот изрази готовност, ако ќе има ребалансот на буџетот во мај или во јуни, да се предвидуваат средства така да студентскиот дом да биде готов за студентите. Во однос на почетокот на второто полугодие од учебната 2021-2022 година, министерот одговарајќи на новинарско прашање, истакна дека до крајот на оваа седмица, на владина седница, ќе се одлучува дали наставата за основците и средношколците ќе се спроведува со физичко присуство или онлайн. Во наредниот период ќе имаме состаноци до крајот на неделата, како што известивме и во првиот пат, дека во крајот на неделата пред почетокот на учебната година ќе се има предвид и ставот на комисијата, ќе се има предвид и ставот на кризниот штаб за почеток на новата учебна година. Сите знаеме дека тука и вие и целата јавност ги има предвид и изјавите од УНИЦЕФ кои се за физичко присуство на настава, а ние сите сме свесни дел од наставниот кадар за придобивките што ги имаме со физичко присуство на настава. Но, испоред податоците на комисија, во претходната учебна година или во првото полугодие имаме многу мал број на заразени деца. Ке беше лесно нашата одлука ако го имавме истата варијанта од вирусот како што беше во септември или октомври. Но сега имаме нова варијанта на вирусот, но не значи дека почетокот на учебната година со физичко присуство ќе даде покачување на бројот, значи дека ако ги почитуваме мерките и го заштитуваме здравјето, можеме да имаме многу важен образовен процес. Ние ќе сме во наредниот период и до крајот после донесување на одлука на секој дневна комуникација, било каква да биде таа одлуката,
Ако биде со физичко присуство, ќе сме со секојдневна комуникација со сите директори од основни и од средни училишта за да го заштитиме здравјето од децата. Инаку зимскиот распуст на учениците беше продолжен до 1 февруари, поради зголемениот број на новодиагностицирани случаи со COVID-19, а особено од брзото ширење на новиот регистриран сој Омикрон. Комисијата за заразни болести препорача наставата да се одвива со физичко присуство за сите ученици во основно и средно образование. На состанокот на Комисијата за заразни болести на кој присуствувал и министерот за здравство Беким Сали била разгледана актуелната епидемиолошка состојба со COVID-19 во земјава. Заради континуираниот пораст на бројот на новозаболени и со цел проширување на болничките капацитети, Комисијата препорача до клиниките кои претходно работеа како ковид центри во рамки на првата фаза, клиниката за кожни болести и клиниката за неврологија во Скопје, во наредните денови да продолжат со работата како ковид центри и да се отвори дополнителен ковид одел во градската општа болница 8 септември. За ова сите три јавни здравствени установи веднаш биле известени за преземање на сите неопходни активности. Согласно дневните извештаи од инфективните оделенија и ковид центрите, во моментот се хоспитализирани вкупно 573 лица, од кои 180 во Скопје и 393 лица на инфективните оделенија во државата. Воедно Министерството за здравство ги задолжило универзитетските клиники, Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза, Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза кај децата Козле, специјалната болница за геријатриска и палијативна медицина при зголемување на бројот на новозаболени, а на кои им е потребна хоспитализација, да бидат организацијски подготвени за спроведување на здравствениот третман на пациентите болни од COVID-19. Во однос на медицинскиот персонал, јавните здравствени установи се известени и задолжени да назначат лица среден медицински кадар за вклучување во работата, велат од Министерството за здравство. Исто така, Комисијата за заразни болести, следејќи епидемиолошката состојба, препорача почнувањето на второто полугодие од учебната 2021-2022 година. Наставата да се одвива со физичко присуство за сите ученици, во основно и во средно образование, со доследно почитување на превентивните мерки и протоколи. Микробиологот професор доктор Никола Пановски истакна дека смртноста во земјава како последица од COVID-19 е загрижувачка, и тоа без разлика дали се работи за делта сојот или за новиот омикрон сој, кој предизвика широка трансмисија и секојдневни високи бројки на новозаразени лица. Особено делта кој беше најсмртоносен, имавме 50 смртни случаи негде 3 недели после пикот, и тоа отприлика 3,5 до 4% починати во однос на бројот на тестирани. Сега и со овој број, ако го земе кај просечно 20, иако последните 2 дена е над 20, меѓутоа претходно беше на 2500 е околу 1%. Значи, сепак и ова да е све од омикрон, смртноста процентуално во однос на заразените 3 до 4 пати помала, што во однос на светските статистики што ги гледам е уште помала. Меѓутоа, тука има влијание и вакцината. Можеби меѓу делта и омикрон не, меѓу бета и алфа сојот која немаше вакцинирани, има влијание и вакцината. И за жал во светот, а не и кај нас, начинот на лекување. Значи, многу има подобрености во начинот на лекување, односно процентот на смртни случаи без разлика на која варијанта, заради правилно лекување по протоколи и искуствата стекнати, секогаш се гледа дека се намалува. Новоотворениот женски центар за поддршка на жртви на семејно насилство во Тетово веќе извесен период ги нуди своите услуги. Жените се јавуваат да побараат совет, но и да добијат психолошка или правна помош. Чести се повиците во женскиот центар за поддршка на жртви на семејно насилство во Тетово, кој започна со работа пред месец и половина. Жените се повеќе се охрабруваат да пријават насилство, иако истото понекогаш се премолчува поради различни фактори, вели Моника Чекаловиќ, социјален работник, семејен и системски советник. Она што мене ме радува, што чести се повиците, меѓутоа треба да помине еден процес за истите да се охрабрат и да дојдат да побараат помош, а
сепак не е лесно да се напушти, иако е тоа една дисфункционална и насилна средина, доколку една жена, пак ја напоменаме, финансиски зависна од тој човек, доколку една жена нема поддршка од своето семејство, доколку една жена за да излезе од тој круг на насилство е потребен цел систем, односно системско решение. И ние како општество сме должни тоа да го направиме. Сега во врска со прашањето, самите жртви често се јавуваат и откако ќе добијат некоја чувство на емпатичност и нели доверба, доаѓаат кај нас и понатаму тече тој процес. Јас искрено сум задоволна, иако сме релативно нови. Центарот во Тетово нуди бесплатни услуги на психолошка поддршка, социјален работник, правна помош и кариерно советување. Женскиот центар против насилство врз жените и семејно насилство нуди повеќе услуги, односно услуги од доменот на социјалната заштита. Социјалниот работник се грижи за тоа да поразговара со самата жртва, понатаму да ја упати, дали е тоа доменот на остварување на правата од социјалната заштита, дали понатаму има потреба од правна помош, дали има, едноставно го проценува ризикот во кој што се наоѓа жртвата и ја прави процената за понатамушниот третман. Тука ќе напоменам психолошката помош и поддршка, која што е задолжителна во овој процес. Најнапред заради тоа да се охрабри жртвата дека тоа што го прави, односно не сака да го трпи повеќе насилството, е сосема во ред психологот со жртвата да работи на третманот на самата траума со цел да се ресоциализира и интегрира во општеството, односно да ги зајакнува незините лични капацитети. Дополнително има и кариерен советник, со тоа што многу важен фактор е и тоа што жената за да излезе од тој круг на насилство е потребно да биде економски независна. А економски независна ќе биде само во случај каде што ќе се понуда дополнителни едукации, вработување и слично, што е нели многу важен фактор во целиот овој процес. Правна помош и поддршка, што значи дека и се даваат правни совети и упатства на жртвата како може, кои се нејзините права и како понатаму да се третира целиот овој процес. И дополнителни услуги од типот на самата жртва да се помогне доколку е задолжително, нели неопходно, таа да физички да се сепарира од сторителот, тоа да го направи, да се згрижат нејзините деца, односно помош при сместување и слично. Целиот разговор со социјалниот работник Моника Челаковиќ од Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство. Ќе го емитуваме во емисијата Нега и здравје. Повредени тројца пешаци во Тетовско Добарце. Несреќа при скијање на српски државјанин во Маврово. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Вчера вечер околу 21 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавено е дека на локалниот пат во Тетовско Добарце патничко моторно возило кое нерегистрирано и без дозвола го управувал 44 годишник од ова село удрило во 34, 35 и 42 годишен пешак, негови соселани. Во несреќата двајца се здобиле со тешки, а едниот од нив со телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница, каде што биле пренесени за окажување на лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во 14 часот во СВР Тетово пријавено е дека скијајќи на терените на Бистра во Маврово, 33 годишен српски државјанин паднал и се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во гостиварската општа болница Ферит Мурат, каде што бил пренесен за укажување на лекарска помош. 50 годишник од гостиварско Чегране пак вчера во 18 часот во СВР Тетово пријавил дека пред угостителски објект во селото бил физички нападнат од неговиот 53 годишен брат, а поради нивни нерасчистени имотно-правни односи. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај со несмален интензитет продолжува со континуираните активности за поголем ред со паркирањето во Тетово. Вчера во централното подрачје биле санкционирани и подигнати 11 непрописно паркирани возила, најмногу во така наречени двојни редови и на недозволени места.
9 сообраќајни несреќи во кои учествувале пешаци се регистрирани од почетокот на новата година, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. На почетокот од годинава, односно во текот на овој месец, на поширокото тетовско подрачје регистрирани се 9 сообраќајни несреќи во кои непосредно учествувале пешаци. Во овие несреќи 6 лица се здобиле со тешки, а 7 со телесни повреди. Минатата година пак во ваков вид несреќи на ова подрачје 3 лица го загубиле животот, 9 завршиле со тешки, додека кај 53 лица биле констатирани телесни повреди. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до возачите редовно да ја намалуваат брзината пред училишта, јавни установи и пешачки премини и задолжително да им даваат предност, односно првенство на пешаците. Во спротивно, тие чинат сообраќаен прекршок за кој ќе им биде изготвен соодветен поднесок и за кој ќе се соочат со парична глоба од 250 евра во денарска противредност. На пешаците им се советува да бидат максимално внимателни кога се движат, посебно по улици и патишта на кои нема обликувани тротоари, да не ги преминуваат улиците каде што ќе стигнат и целосно да ја почитуваат светлосната и друга сигнализација. Непридржувањето кон овие препораки без исклучок ќе се санкционира со соодветни поднесоци и со парична глоба која се движи од 20 до 50 евра во денарска противредност, зависно од видот и карактерот на прекршокот што го направиле. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!